исследовател Даниел Коцев пишува истражувачката мрежа Призма. Бетонските столбови кај кафулето присилно беа урнати лани во септември со градежна механизација на Македонија пат, откако урнатините беа исчистени, на истото место никна нова, но со полесна конструкција. Политичките партии интензивно на терен ги промовираат предизборните програми. Коалицијата предводена од СДСМ вечерва ја побара поддршката од граѓаните на Чешиново, Облешево, Арачиново, Зрновци и Кочани. Како што застануваме за секој граѓанин, така застануваме за секоја општина. Тоа го покажавме на дело со реализирани над 7000 проекти низ сите општини, вклучително и овде во Кочани и Кочанскиот регион. Како никогаш досега, инвестиравме во развој на инфраструктурата. Македонскиот исток не е веќе слеп од црево, туку сега е одлично поврзан и со главниот град и со останатите региони на државата. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН пак ја побара поддршката од граѓаните на Македонски Брод и во дел од општините во градот Скопје. Сосема е природно да го отфрлате системот кој не функционира, да ја презирате малодушноста на власта, декаденцијата изразена во тенденцијата ненормалното да се прикажува за нормално. Затоа што сите ние, сите вие, сте слободно мислечки луѓе и бараме промени на системот. Овие избори се локални, но со едно посуштинско и подлабоко значење. Бидејќи од вашиот избор, од вашата одлука позади паравано зависи колку сакате да се променат работите. Продолжува битката и за градот Скопје. Актуелниот градоначалник Шилегов и неговата противкандидатка Даниела Арсовска и денеска презентираа дел од проектите од својата програма. Ваков тип на забавен парк и целосен концепт не постои. Забавниот парк ќе се наоѓа на местото на стариот Луна парк, на истата парцела, со иста големина. Ова ќе биде место во кое што скопјани и нивните деца ќе можат да поминуваат целодневни незаборавни моменти. Квалитетен семеен провод. Предвидуваме изградба на мултифункционални игралишта и спортски центри во средните училишта. Мора да има и зајакната финансиска поддршка за сите оние талантирани ученици кои што ги имаме, кои што треба исто така и да ги цениме. Ќе го финансираме настапот на научни, на спортски олимпијади за средношколците и за сите млади во градот Скопје. Со пристигнувањето на последната пратка од 1300 терминали за гласање се комплетира вкупниот број од 4000 уреди кои на денот на изборите 17 октомври ќе бидат распоредени на 3480 гласачки места. Биометриската опрема за гласање ќе се применува за прв пат на овие локални избори. Првиот човек на Државната изборна комисија Александар Даштевски уверува дека се е подготвено за денот на гласањето. Сметам дека за повеќе работи сме и пред време со нашите упатства, уредби, правилници. Значи, ние сме подготвени, имаме заедно координатори да им помагаат на општинските изборни единици за се што ги интересира, да им даваат теркови од документи кои им се потребни за донесување во текот на постапката и други инструкции во врска со изборниот законник. Така што се тече нормално, сега нели тече пријавувањето за болни и немоштени лица. Идната недела се локалните избори, тогаш ќе ги дадеме и најновите вести. Утре, како што реков, е празникот 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор. Нека ни е со среќа, се разбира, и честит, а ние да го дадеме прилогот за тој празник. Отпорот никогаш не е залуден кога е инспириран од сонот за сопствена држава, за слобода, правдолюбивост и еднаквост. Воден од овие идеали, македонскиот народ во Втората светска војна застанал на страната на антифашистичката борба и го подигнал големото народно востание кое започнало на 11 октомври 1941 година. Востанието било последица на тешката и неподнослива ситуација во која се наоѓале македонските граѓани под окупација. Големите даноци и експлоатација ги бутнале македонските селани во понорот на бедата. Со они во мизерија тонели и сите други. Македонија била стопански исцрпена, а македонскиот народ потонал во дотогаш невидена беда. Затворите се полнеле со голем број невини граѓани,
а само низ Скопскиот затвор и Дризово во текот на окупацијата минале 8.000 затвореници, од кои 500 жени. Ваквата неподнослива ситуација довела до подигање на Народно-ослободителното востание. На 11. октомври пукнале првите пушки во Прилеп, а веќе наредниот ден и во Куманово. Борците на првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев на 11. октомври извршиле напад на бугарската полициска станица, Прилепскиот затвор и телефонско-телеграфската мрежа. На 12. октомври се огласиле и стрелите на кумановските партизани. Почнала 4-годишната народно-ослободителна борба за ослободување на Македонија. Борбите се воделе во сите краеви на земјата, а вкупниот број на загинати изнесувал неколку десетици илјади. Македонската војска презела низа успешни операции, меѓу кои особено се издвојуваат офанзивата на Караджова, февруарскиот поход, пролетната офанзива и завршните операции за ослободување на Македонија. На 24. јуни 1944 година на островот Вис се одржал состанок на македонската делегација предводена од Методија Антонов-Ченто со највисокото воено и политичко раководство на Националниот комитет за ослободување на Југославија, каде по барањето на македонската делегација бил заземен единствен став дека македонскиот народ ја искажува својата историска желба за обединување на сите негови делови, дека тоа е негово национално право и дека тој стремеж останува како негово трајно барање. Таквото барање било истакнато и во манифестот на Азнон, во кој пред цел свет била прокламирана полна национална слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Втората светска војна завршила, а Македонија го дочекала крајот на страната на победниците, на страна на големата коалиција на земји поборници на мирот, слободата, демократијата и почитувањето на човековите права. 11. октомври останал да се памети и празнува како символ на оваа борба и предвестник на изградбата на самостојна, суверена и независна Македонија. 11. октомври, ден на народното востание.
И на крај последните минути ќе ги искористиме со прилогот за Преспа, каде истовремено сакам да се заблагодарам на Преспанското друштво кои подарија $240 за радиочасот Глас од Македонија. The Revelation of Prespa, a unique experience. The legend of Prespa says, Prespa is God's dwelling and paradise on earth. The exhausted Almighty Creator was looking for a place to rest a while on his land. He found such a place and had a nap. On Macedonian, Prespa. As soon as people found out about the place where he slept, they named it Prespa. If Macedonia is the most beautiful country on the Balkans, then Prespa is the core of that Macedonian beauty. Prespa, an area which opens wide horizons for every visitor, opens itself with all its beauty and is within reach of everyone who admires the unique features of nature. Come to Prespa and start a search for the untouched nature and setting. Connect the old with the new, the past with the present, the heights with the lake, the natural wild with the warm domestic atmosphere. Bind the idyllic nature of Prespa with your way of life. Prespa is offering an unforgettable experience to all those who wish to avoid everyday life and search for peace and tranquility of their soul. It is blessed by the profound historic, natural and human wealth unselfishly laid in front of every visitor. It has wonderful possibilities for development of the agricultural tourism, as a tourism type which means accommodation in country households. This type of tourism is in harmony with nature, and it is a tourism that brightens your soul and cures your body. You won't remain indifferent to the beauty of Prespa, regardless whether you are a fisherman, a hiker, a hunter, or just a passerby. Choose one of the Prespa traditional villages, supplementing the magnificent natural surroundings by their local feature and the traditional architecture, offering every visitor a multidimensional tourist experience. Brajčino, Dolno Dubeni, Pretor, Slivnica, Ljubojno, Orstenje. Numerous households will be willing to provide you with accommodation in a single room or a room with several beds suitable for your adventure. You will have the kind of service you can wish for, and at no moment you will feel that you don't have enough time for all your activities. Here you will find the time for everything: taking walks, jogging, hiking, hunting, fishing, swimming, donkey riding, collecting herbs. You have a unique opportunity to feel the privileges of living in Prespa yourself. A simple, relaxed rhythm of rural life. Folk customs, everyday activities, and authentic tastes of the traditional domestic cuisine. The Prespa tsironki, or salty peppers, the Prespa carp, jomleze, donuts, pies with green vegetables, beans, apple marmalades, constitute only a part of the rich Prespa cuisine. And the homemade bread, the fresh milk, cheese and yogurt, as well as the fresh garden vegetables and fruits you can pick in the garden yourself, are inevitable.